Sinovi Božji su naslednici. Pesen je pa to što vodi tvoj život. Balkumina ona odjava. Ja sam dobri otkasti i ljubav te. Jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sve to. Da ne se plaši srce to naše. Mir vam, Tatko naš, Gospodovata molitva koja Isus ja kažuva. Jedna golema, kako da kažem, traga, potik, nasoka. Kako toj se moli, zašto se moli. Знаете, zašto da se molam, ti сакаш тебе да ти се молат. Води ме и денеска, татко, во името на твојот син Исус, води ме и денеска и до крајот на животот, под тесната патека што води кон животот. Да дојдеш да се населиш во моето срце, да ми го покажеш патот на љубовта, да ме научиш како да простувам, како да се покајам вистински за гребовите на моите предци, како да им простам на сите, да им простиш на сите, како да не осудувам и суштински доаѓаме како да ја прифатам Божјата волја во мојот живот. Ето тоа е христијанство. Не јас да зборувам, Исус да зборува низ мене. Не јас да мислам, Исус да мисли низ мене. Он да ги врши делата, како што вели Исус, јас и Отецот сме едно. Како да станаме едно со Таткото, тоа е она што христијанството би требало да ве научи. Практично христијанство. Видете, јас сум овде во Егејскиот дел на Македонија, со оглед дека полуостровот се нарекувал Македонија. Потоа тој е преименуван 27. март, бидејќи го бунтувал народот со декрет на султанот. И тука сега денес има повеќе држави, има Бугарија, Грција, Албанија, Македонија, Србија и нагоре. Видете, ајде да земеме Србија, Грција, Македонија, Бугарија, христијани, а нема љубов меѓу себе. Например, грците кои се христијани ставаат вето на македонците. Велат нема македонци, ајде да тргнеме од тој момент. Негирање на суштествување кој е запишано од семокниот Бог. И ние денеска ќе речеме не признаваат јазик и народ. Да покажува дека ти не си христијанин. Ти немаш љубов. Што има јас да се мешам? Ние го имаме тој пример Илија и Елијас. Му вика ела со мене. Илија на Елијас. Елисеј. А тој му вели чекај, само имам уште некоја работа. А Илија му вели што имам јас со тебе? Ете, денеска тешко да разберат луѓето како да те води духот. Како духот да те води, како ти да се предадеш, да се препуштиш. Го имаме тој стих, сите го сакаат своето. Си го сакаш своето. Води ме и денеска, татко мој. Еве деле тргнав јас денеска да снимам овде во Егејсково море. И јас заборев Библијата. И сега велам зборувај низ мене. Зборувај низ мене. Сите го сакаат своето. Ти сакаш, ми мислиш дека си во право. И мене ми вели вчера Марија, ама ти мислиш така. А јас си велам, не мислам така. Не мислам. Во однос на Божјите работи, водство чекам и действувам. И некогаш се случува да извикам посилно, со поголем интензитет, кон некој човек. Имавме вчера, сретнавме една жена, сотрудничка од Бугарија. Додека дојдовме да се разбереме кои сме, што сме. Таа ја чита Библијата, се плашеше да каже дека е протестантска, бидејќи работи овде во Егејско, да не избркаат. Овде има малку Господе Исусе Христе. Видете, во љубовта страф нема. И викнав малку.
викнав ги исплашив, ама не викнав јас, Духот зборува. Духот, целата суштина е како Духот, да му оставиш на Духот да зборува, да те поттикне. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Исусе. Додека овде се редат словата, јас те молам, Татко, да слезе твојот дух на љубовта овде во Грција, во Бугарија, во Македонија, во Србија. Да ги научиш луѓето да се љубат еден со друг. Да ги научиш да се љубат еден со друг, да не се мразат, зашто по љубовта ќе не познаат дека сме твои ученици. Можеш ли да останеш во љубовта? Можеш ли да ги љубиш сите? Можеш ли да се претопиш во љубовта? Можеш. Се е можно за оној кој верува. За Господ се е можно. Тоа е тешко, вели тој, тешко. Не е тешко. Предај му се на Исус. Покај се. Прости им на сите. Не осудувај. Побарај водство да ги љубиш сите и сила. Кога имам проблем, дај ми сила да го љубам овој човек. Помогни ми да го решам овој проблем. Се обидувам да не носам решенија од себе си, од свое име. Се обидувам да останам тој да ме води. Тој да ме води. Како? Па така едноставно, кога ќе се претопиш едноставно и ќе видиш како. Каква природа си бил претходно стариот човек. Што да кажеме за таа суштина, да се крштиш со Христовото умирање. Тојата света крв, светата крв Исусова е врз тебе. Ти треба да се откажеш. Сега бевме горе исто во еден друг дел на во Егејска Македонија. Жена сотрудничка за еден ден средба. Марија ја водеше духот и кажа неколку работи, таа поверува, се помоливме. И наеднаш слезе сила. Таа се исцели, исповрати, плачеше. И одеднаш рече, го чувствувам телото, го чувствувам гласот. Се разбуди од длабок сон, како да издегла од некоја пештера, беше на невролептици. Во гревовна природа. Видете, и после утрето ден, цел ден славеше за Исус. И кога ги кажавме дека ние не припаѓаме на земна деноминација, бидејќи таа припаѓа на една земна, рече, не можам, јас си ја сакам верата. Која вера? Верата е на Исус Христос. Ти си дека има православна, католичка и протестантска вера и тие така се попишуваат. Верата е на Исус, ако не го разбереш тоа, ништо не си направил. Еден пастир и едно стадо. Како да се претопиш во Исус? Како да дојдеш пред Исус, тоа треба да се учи. Како да застанеш пред Исус. Како да му дозволиш. Има еден стих, вели, шлемот на спасението. Шлемот на спасението, сето оружје Божјо. Да му дозволиш да те промени. Да умреш на крстот, да умре стариот човек. И тие го зборуваат тоа. Но тоа не е фраза, тоа е вистински момент. Да разбереш дека не си достоен, дека немаш ништо, дека немаш љубов, дека си падната гревовна природа. Зошто сум на земјата, како сум паднал, зашто Господ дозволува зло, не дозволува. Има еден закон, око за око, зап за зап. Што си правил, тоа ќе ти се прави. Ги имаш 10 Божји заповеди. Дадени се на камен, а суштински се запишани во човечките срца со оглед на тоа дека човекот знае дека направил зло. Ти знаеш. Кога крадеш, кога лажеш, кога не љубиш. Не се чувствуваш добро. Прашање на момент кога ќе почнеш да липаш. Кога ќе ја изгубиш силата. Зошто, например, грците не ги признаваат македонците? Христијани се. Лулка на христијанството. Тие мислат за себе дека се лулка на цивилизацијата. Вие сте падната природа сатанска. Не можеш да се... А кој не го љуби братот свој? Кој не го љуби братот свој пребива во смртта, пребиваш во смртта, негираш дека постојат македонци, македонски јазик, политичари кои го водат цел народ во проклетство. Една жена ми вели, тука имало благослов, бидејќи било проповедано, преведувано Светото писмо. Благословот не е во материјата, благословот е во духовната сила да ги љубиш сите. Штом ти не ги љубиш македонците, ноќеска сонував еден сон, не им го признаваш јазикот и нацијата. Исто тие во Бугарија. Какви христијани сте вие?
И тие се православни, и тие се православни, и другите се православни, други православни се тепаат во Русија. Што е проблемот во тоа? Дали во Библијата пишува дека има православни? Или католици, или протестанти? И сретнам една жена вчера, ја донесе Господ. Гледам дека има некоја болка тука во градите. Ќе видиме денеска. Зборува, јас викнав малку и Манде ми вика, зошто викаш, ме исплаши. Духот викна. Духот викна, кога ќе се соберете вие мојот дух да престане да зборува, да цитира, да зборува, да слушне што сака Господ да ја каже. Таткото небесен преку Исуса. Значи како се застанува пред Исус? Дали ти вистински сакаш да се предадеш, да се препуштиш, да се претопиш, да избереш љубовта наместо омразата, здравието наместо болеста, благословот наместо проклетството, кога ти самиот сакаш, самиот мислиш дека можеш. Има еден израз, верувам во себе. Во што веруваш во себе? Нашата вера. Која е таа ваша вера? Па да, вашата е. Православието е македонска античка народна култура. Сите адети се внесени од цар Константин. Ова сум го зборувал. Овде во Дион сум блиску. Има камена стела, релефна стела, каде што ја гледате Богородица со Исус Христос 200 години пред да се појави. Се уште да се материализира Исус во телото. Во тело. Од Син Божи станува Син човечки, се откажува, не ја употребува силата, ни го покажува патот на љубовта, како да го завртиш другиот образ, како да им простиш на сите, како да ги љубиш сите, како да не осудуваш, како да имаш трпение, како да не си горд, како да бидеш избран сат или свечен сат или за секојдневна употреба, да се наполниш со духот на Таткото Небесен. Видете, ја заборавив Библијата, мислев да зборувам за духот, како се прима духот, па тогаш ќе возлюбиш Исус. Значи шлем на спасението, едно од оружјата Божи во Ефесијаните. Тоа е кога секоја мисла е покорна на Исус, не мислиш ти како ќе биде, што ќе биде, зошто ќе биде, ако вака биде, ако така биде, како ќе направи. Не, Исусе, избркај ги овие мисли. Ти се надевам на Исус, се опашувам со појасот. Со појасот, како би се рекло, се врзувам за Исус. Појасот на праведноста. Оклопот на правдата, појасот на праведноста се фатиш за Исус, за неговата правда. Ти да не досудуваш, да размислуваш каква правда имаш. Ти каква правда? Појасот на праведноста. Имаме оклопот на правдата. Оклопот на правдата значи да не осудуваш, да живееш во неговата правда. Ако сакаш, како сака Господ, ако сака Господ, ако сака Исус, Исусе помогни ми. Да не осудуваш зошто еден правил вака, зошто така, да ги констатираш работите, дека во Грција и во Бугарија, например, не ги признаваат македонците и македонскиот јазик, затоа што земале дел од територија, убивале, не се покајале. И политичарите кои го учат својот народ да се однесуваат така, го носат во проклетство. Вие ќе бидете не можете да добиете благослов. И таму вели благослов имало зашто се преведувало Евангелието. Први Новиот Завет е напишан на кој? Не царскиот јазик, на Александар Македонски. Знаете, го разбирате вие тоа. Тој нема врска со современиот грчки јазик, кој има многу зборови од македонскиот. И тоа е јазик кованица кој е направен по примерот на англискиот јазик. Норманско-француски, англосаксонски, латински зборови. Ние зборуваме за автентичен јазик. На почетокот беше словото, во кој го има дактилот, метричките стапки на Хомера, левите и десните дактили. Отидовме на друга тема. Значи, зборуваме за тоа како се прима Исус. Благослов не можеш да имаш. Кој не го љуби братот свој пребива во смртта. Кој не го љуби братот, тие пребиваат во смртта. Тие се мртви. Немаат дух. Арахмасан, значи зборува една жена. Јас си реков, стоп, застани, почнав да викам. Да ја покажам нешто. Татко, Бог. Разликата меѓу татко и Бог е голема работа, кога ќе дојде духот. Исус велеше, татко наш, татко на сите, татко наш кој си на небесата. Мојот татко е на небесата. Да се свети името Твое, неговото име се свети. Ни едно друго име, да дојде царството Твое. Царството негово да дојде во твоето срце, да биде волјата Твојата, тоа е со христијанство, неговата волја. Јас не додов да исполнувам својата волја, вели Исус.
И јас не сум дојден. Да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата, небото и земјата, тоа што треба да го научиш. Лебот наш насушен дај ни го и денес, затоа ние се собираме. Мала група сотрудници, глуви и слушни. Имаме друга состојба, например, доаѓа и кај нас слуша други проповедници, оди таму, оди ваму. Ти овде слегува храна жива, автентична. Во моментот слегуваат поуките. Не читаме ние од книги, ние зборувам јас, кога се собереме ние, вие и мојот дух. Постојано зборувам во двајца. Значи, кога ги почнав овие завети да ги снимам, сега се ближиме околу 500-тиот завет, уште малку. Видите, кога почнав да ги снимам, зборував ние, викам, зашто зборувам? Па зашто духот зборува, јас не зборувам. Слегуваат состојби и луѓето се фасцинирани. Тие сакаат ним да им е добро. Си се молел за некого. Имал тешка болест, се исцелил, не дошол да ти каже. Отишол во светот. Многу примери. Луѓето сакаат да се исцелат. Сакаат да се исцелат, да се вратат на стариот живот. Ние зборуваме да умреш ти, да се откажеш од тоа, од светот. Да го возлюбиш Исуса Христа, да го љубиш, да го познаеш како што Адам ја позна жената. Тоа значи со сето срце, со сета душа да го љубиш. Да се претопиш во љубовта и да сакаш да се вратиш во Царството Божјо и секој ти се придодаде. Сретнавме една жена која е протестант, да се срами да каже, бидејќи работи тука да не избркаат. Видете, во љубовта страф нема. Ние го знаеме тоа причината и последицата на твоето однесување. Дали Исус зборува низ мене? И јас зборувам само од себе си, велам дека сум во Исус. Дали Он ги врши делата, Исус, Духот? Дали сум ја предал власта за да имам власт да газам на змии и на скорпии? Знаете, ти констатираш дека бугарите и грците кои се членови на Европски сојуз, во каде што нашите политичари го повторува дека ние немаме друг пат. Јас ви велам дека сте лажговци сатански, имаме пат. Исус Христова Македонија. Да се отворат границите, грците да ги признаат македонците. Да се покајат што ги убивале, што ги гонеле. И тогаш ќе има благосостојба. Да се покаеш треба, да бидеш исцелен. Не може да се исцели, не е само физичката болка. Ти си во духот закоравен. Ке ти требаат милениуми да се покаеш. Или бугарите што ги убивале македонците, да тврдат нема македонци. Степен на нељубов на највисоко, сатански стратегии кои цели народи заробува, или албанците кои прават голема Албанија. Само Исус и таткото се големи. Вие сте мали честици, фотони, протони и неутрони. Светлинки. Второто име на зборот е Дај духос на македонски јазик. Светото писмо е преведено заради македонецот и македонците. Два народи кои се избрани се израелците. И тие викаат избрани и прават култ кон народот, но тие го распнаа Исус. И македонците кои го повикаа Исус и денес и се слават самите себе, си ги пеат песните. Пејте му со сето срце, последните два псалма е добро објаснето. Со сооро, со тимпани да го славиш Господа. Да го славиш Исуса. А тие си слават, си пеат песни само оплакувачки, проколнувачки. Степен на крадење, например, во Македонија. На омраза, крадат. Пазите, сребролюбието е најголемо зло. Слепи водачи кои ве водат, вие ги поддржувате и ги гласате. Давате амин за злото. Наместо да дојдеш и да застанеш пред Исуса Христа. Господе Исусе Христе, Господе Исусе Христе, татко, се враќам пак кај Тебе. Ја знаете таа приказна? Блудниот син го потроши сиот свој имот, нема што да јаде и се враќа кај таткото. Кај мојот татко има доволно храна, мисли духовна храна. Има доволно место, одам да ви приготвам место, вели Исус. Таткото го гледа, вика да се заколе едно јаре или јагне. Мојот син беше загубен и го најдов. Беше изгубен и го најдов. Загубената овца која се враќа. И ние го имаме тој момент, татко, прости ми. Можеш ли да му кажеш на твојот татко? Погрешив пред тебе и пред него, штом си паднат на земјата си долу.
Две причини има зашто сме на земјата. Падот на сатаната, како паднати деница сјајна таму во Исаија. Светлоносец падна, поразен од архангел Михаел во војна, побунет против Господ, и дел од ангелите паѓаат. Колку се ангелите на број? 1/3. Што е важно тоа? Тие се демони. По извесен период се овоплотуваш во човек. Адам и Ева прават грев. Му дава можност уште еднашка да не јаде од дрвото на познанието. Ти ја кажува причината. Јадеш од дрвото на познанието. Тоа значи правиш ти како што сакаш, ти што мислиш, ти како што си замислил. Нема такво христијанство, сосема спротивно е. Он ги врши делата, Духот на Отецот зборува. Не дојдов да ја извршам својата волја. Исус зборува за спротивен принцип. Кога ќе го научиш тоа, да дојдеш и да речеш: татко, татко на колена, прости ми, Исусе, дојди во моето срце. Помогни ми да им простам на сите, да им простам на сите. Никого да не осудам. Никого. Сатаната беше во кавга за телото на Мојсей или на Мојсей со архангел Михаел. Архангел Михаел му вели Исус да те укори, не му изрече хулна пресуда иако го победил. И ние зборуваме за процес на неосудување. Еден е судијата, еден е учителот, еден е татко, не викајте никого татко на земјата. И те молам да дојдеш во моето срце, да ми помогнеш да се променам, да зборуваш низ мене. Ти ја предавам власта во мојот живот и собственоста му ја предаваш. Значи, негова собственост сум јас. Негова собственост. Му ја давам власта и потоа тој ми дава власт во 10. Матеј 1. Им даде власт над нечистите духови, над секаква болка, болест и страдања, да лекуваат секаква болка и немор. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте. И сега си имаш во Македонија една големата црква, заедница нападена помала црква. Покоја сум бил таму случајно. Сакав, требаше да му помогнам на водачот, на старешината. Не слушаше и побарав. Односно Господ, односно таткото Исус ме пратија на оваа служба. На оваа служба. Напаѓа зашто изгонувал демони и тие тврда дека изгонуваат демони. Не е проблемот да ги изгонуваш, зашто демоните ви се покоруваат, туку дали имињата ви се запишани. Ви се запишани на небесата. По Божјата книга на животот не може да ти биде запишано името кога му се поклонуваш на секој. На икони, на светци, на обреди. Или кога повторуваш, цитираш, значи жената е сретнавме, тука гледам има некоја болка тука главно, во предниот дел на градите, нешто недорасчистено. Зборува, јас викнав, замолкни во името на Исус, замолкни, жено, во името на Господ Исус Христос. Потоа дојдовме до некаде и пак она се моли. Дали ти можеш да научиш? Мораш да научиш да молчиш. Да молчиш во присуство на семокниот Бог. Тој да може да зборува. Не го слушаш, ти зборуваш, цитираш и стихови. Земал на Facebook профилот, постирам од Кокино еден дел, каде што ме кани таму Сдруженијето поетско. Ме кани, зборувам делови од Библијата, последниве 10 години. Ми кажал некој демек, батка или не знам како, што има врска Кокино со Исус. Го избришав. Видете, некогаш нема да, што да му објаснуваш на некој. А што мислиш ти дека Исус каде е? Во црквата твоја, внатре во зградата, во фреската, во иконата. Ите во Светото писмо вели во Откровение, кои се поклонија на ликот на зверот, на фреската на зверот, на иконата на зверот, на бистата на зверот, ќе бидат поразени со Словото. Тој е првиот и последниот, почеток и крај. Се е од него и за него создадено. Се е од него создадено. Ете го стихот. И се преку него се држи. И ти сега мислиш дека од тука до тука. Дека само во твојата црква, твојата вера, нашата вера. Каква е таа ваша вера? Ние зборуваме за вера во Исус Христос, за еден пастир и едно стадо. Знаете,
Ние сме мала заедница со трудници, 30 луѓе гравитираат. Без да ги, и ако има со глувите сотрудници се повеќе. По извесен период ти не ќеш да се смениш, кога ќе се соберете вие и мојот дух, духот ќе те изгони од заедницата. Па не можеш ти да лажеш дека си христијани. Нам не ни се потребни бројки за да што некој ме финансира или од тие обреди да наплаќам цени. Не можеш да лажеш, кого го лажеш. Имавме случај. Пази, седи во нашава група и слави Светци и Богородица. Ма што правиш човеку? И после ми вика, не можам јас да се откажам. Па знаеш што? Семето ако не падне и не умре, нема да даде род. Ти остануваш во калта и во блуеницата. Зашто е пишано, кога тој ќе дојде духот мене ќе ме прослави, вели Исус. Дали Исус го прославуваш или некој друг, или ќе вика татко. Тоа на протестантите не е јасно. Татко. Татко е друг однос, а друго е Бог, далечен некој. Другото прашање е, дали си му е предал власта, за да имаш власт да речеш, бегај од мене, сатана, во името Исусово, во името на Господ Исус Христос, го врзувам сатаната. И сите демони што се нафрлиле врз Бугарија, Албанија, Грција, Србија и Македонија. Надвор, сатано, надвор, со двоостар меч и мечот на духот, ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил. Арахма сам врз овие земји, да не можат да се љубат, да го негираат братот свој, да не го љубиш братот свој, да му забрануваш на братот свој. Македонските политичари потпишуваат сатански договори. Јас да се откажам од својот брат од Егејска и од Пиринска Македонија или од Албанија. Значи ме тераш да бидам свесно да прифатам дека сум во грев. Излегувам од царскиот закон на љубовта, љуби го својот ближен како себе си. И тој ќе рече, тешко е. Кој може ова да го издржи, му велат апостолите? За Господ се е можно, ако останеш во Исус. Ако останеш во Исус, можно е. Целата суштина е како да останеш во Исус. Ако вие останете, па му предаваш се на Исус, се држиш за Исус. Исусе, помогни ми. Не реагирам веднаш. Освен кога духот ќе дојде еден американец, го донесе една сестра која е излезена од една протестантска заедница и не може да се снајде. Не од духот гледам дека човекот не е и го избрка. Марш сатана. Луѓето ќе се чудат, па ако си во духот ќе го разбереш тоа. Духот дува каде што сака, ветрот дува каде што сака, така е со човек воден од духот. Значи тој те дува, ти сега се чудиш зошто постапи вака, како што јас се чудам што сум зборувал на ова. Видете, сега јас зборувам нешто што тлее. И сега ние го имаме, што е тоа оклоп на праведноста, штитот на верата. Тоа требаше да го зборувам денеска, ама не ги земав во Ефесијаните, сето оружје Божјо. Штит на вера, што е тоа? Па Исус, бегај во името на Исус. Јас му припаѓам на Исус Христос. Ќе видиш ти кој сум јас, не знам што стихија. Штитот на верата, Исусе, во името на Господ Исус Христос замолкни, во името на Господ Исус Христос напушти, во името на Господ Исус Христос сопри буро, во името на Господ Исус Христос бегај од мене сатано, во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет. Исусе, тоа е штитот на верата. Значи збор изговорен во вера преместува планини. Тоа го знаат и другите. Значи имаме примери безброј како се исцелуваат луѓето кои не се во Исус, не се христијани, затоа што веруваат. Верата твоја те спаси, но потоа треба да продолжи верата. Ти се враќаш во стариот начин, значи се исцели човекот од тешка болест. Се молевме цела група. Еден од тие. Има доста такви примери. И не доаѓа да каже фала ти Исусе, не за нас да биде сведоштво. За целата група да порасне. Сотрудници, мала борбена единица на Исус Христос, кои се повикани на промена, на ново родение вистинско, не само во умот. Вистински да се променат. Или ќе се промениш, ќе се претопиш во љубов, или ќе побегнеш. Зашто бега од светлината, ја мрази светлината, зашто нивните дела беа лоши. Не сака да се промени. Неколку писма имам од ви благодарам, ми помогнавте, супер, ама јас се враќам. Каде се враќаш?
во смртта, во гибелта. Исус им вели на апостолите да не сакате и вие да си заминете. А Петар, мислам, му вели, ние немаме каде да одиме. Немаш каде да одиш ти, кај ќе заминеш? Исус е портата. Не можеш да дојдеш кај Отецот на друг начин. Значи, остануваш во овој материјален свет, да гниеш, да се распаѓаш, да се вртиш во материјата. Низ оган ќе поминеш, ќе гориш, каде што нивниот црв не умира, а огнот не согорува, капината што не согорува. Не се доаѓа кај Отецот, само преку Исус. Исус е портата на спасението. Пак ќе мора да дојдеш пред Исус. Еве ќе го кажеме примерот на Јона. Бега од Господ, не ќе доди кај ниневејците, бидејќи се тие расипани. Знае тој. Исто и јас не сакам, кај ќе одам кај овие, ми се смачува. Гледаш степенот на нелюбов. И бега. Се качува на брод, го фрлаат од бродот, има бура, го лапнува кит, китот го исплукува и пак е кај ниневејците. Ти пак ќе дојдеш. Само си тргнал во спротивен правец, таму се наоѓа Дион, светиот град на македонците, каде има камена стела, кај што се гледа дека Богородица го држи Христос, и тоа е материјален доказ дека богородичното христијанство е античка македонска религија, верба. Тие верувале дека има Господ. Го викале Драј Патер, добриот татко, старите македонци, за кои новите грци тврдат дека ги нема, или новите болгари. Тоа се постмакедонски идентитети со оглед на тоа дека македонскиот полуостров 27. март 1903 е пременуван во балкански. Знаете, сето тоа е неважно. Каква врска има Кокино со Исус? Па, ако си ја читал Библијата, ќе разбереш. Ако ти е духот отворен, ќе разбереш. Дека духот Исусов е во се, во се. Во се има движење. Кога ќе ставите под микроскоп, ќе видите протони, неутрони, фотони, честичка на светлина. Второто име, заменската форма на зборот на стариот македонски јазик, кој не, на кој е преведена, напиша новиот завет, е дај духос. Давач на духот, има дувна во душата дух животен. Еве гледате дека тоа е непрестано. Кога духот зводи, може да се зборува со часови, со часови. Тоа е жива вода од утробата. Кој е жеден, нека дојде да пие од неговата утроба. Како што е речено во писмото. Пазете, пишано, речено е едно, изречено во вера, како што е речено во писмото, од неговата утроба. Ете, тоа се овие завети, ќе потечат жива вода, вода на животот. Тоа значи да те оживее, да се искапеш во водна бања во Словото, а не како нешто се капат. Физички мисля дека тоа е. Буквално сваќање, јадат лепи вино, другите причест правеле. Што е тоа причест? Кога ќе умреш ти стариот, ќе се претопиш во Исус, нема да правиш никакви обреди. Туку во духот ќе се менуваш и ќе се движиш. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што и денеска, еве ми даде збор, ми даде слово за слава на оние кои ќе ги отворат срцето. Отвори го срцето ти таму од другата страна и кажи: Господе, на колена Исусе Христе, потребен си ми, не можам самиот, дојди во моето срце, помогни ми да им простам на сите, научи ми да ги љубам сите, помогни ми да не осудувам и да ја прифатам Твојата волја и да доживеам свет целив, заедништво, возљубување на Исус, и тогаш се населува во духот. Исцелување, целив, исцелив. Те сакам, Господи Исусе Христе, не за сатаната и смртта, да за Исус, во Македонија, на македонскиот полуостров и кај сите луѓе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, во душата, во телото, во земјата, во небесата, од телесниот во духовниот свет. Пред мене, зад мене, околу мене, во мене, Исусе и само Исусе. Радоста Исусова во срцата. Радувајте се. Те сакам, Господи Исусе Христе. И уште повеќе ќе те љубам. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. На сите што го примија и даде сила.
si